Стари и напуштени згради, но и празни селски улици не пречекаво Пехчевско Негрево. На надморска висина од 1150 метри, во ова село денес живеат само 30 на жители, но и спомените за старото време, кога овде имало и до 400 жители, а во старата училишна зграда учеле и над 40 ученици. Не работи училиштето, децата имаме деца, јас син имам во Скопје, ќерка ми тука во едно село Чифлике Мажна, тука близу минете таму. И так, ние бевме на работа во стаклара, ама отиде одамна во стечај, во пензија сме, ама мала, 7300 имаме пензија и момчето и јас, ама работиме земјоделие, работиме се. Кога работеше чедо, јас 4 деца имах, тука ми завршија 4-то деление, убаво беше. Одеше на школа, ние се пречекам, испратим, голема фамилија. А сега сме сами, дебере, трва и тоа е тоа. Училиштето во Негрево има посебна приказна. Сместено на врвот од селото, било тесно поврзано со природата. Овде главна задача била изработка на хербариуми, но и одгледување на овоштарници. Ова училиште беше специфично по тоа што е во природата, не е во градска средина. Тоа е во природата и наставата кај нас 50% се одвиваше во природата. Училиштето во природа ќе ја продолжи својата традиција, бидејќи Пехчево со 200.000 швајцарски франци преку проектот Швајцарската развојна агенција ќе го преобразува во едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион. Предвидени се најсовремена опрема за едукација, сала за состаноци која што ќе собира околу 30 лица, предвидена е изложбен простор каде што ќе бидат изложени голем број на хербариуми, инсектариуми со сите видови на инсекти и растенија кои што ги имаме тука во Брегалничкиот регион, односно во природата во општините од Брегалничкиот регион. Новиот лик старата напуштена училишна зграда треба да го добие за неколку месеци. Време доволно да се подгрие надежта на старите негревци, дека сепак во селото ќе се вратат млади луѓе кои кај нив повторно ќе го изучуваат значењето на природата.